Живот за сите и Штип е отворена општина. Ова беа двата слогани кои денеска провејуваа во отчетот на штипскиот градоначалник Благој Бочварски, за она што тој и неговата администрација сработиле во изминатите 6 месеци. Гасификацијата и изградбата на брана на река Отиња се двата приоритетни проекти, за кои во изминатите месеци почнати се постапки за обезбедување на документацијата, а нивната реализација би започнала од наредната година. Бочварски во изградбата на браната на река Отиња гледа неколку бенефити за штипјани, но и можност за економски раст. Кога ќе ги изработиме деталните планови, таму ќе се јави многу простор за изградба на атрактивни хотели, викендици, ресторани и сите други потребни пропратни содржини кои што ќе бидат важни за развојот преку ова езеро кое што ќе биде создадено во општина Штип. И затоа таму сме веќе во фаза на ревизија на проектите кои што ги имаше општина Штип изработено, но се во некоја бидејќи се постари тие проекти, во таква форма тие не можат да добијат, преку нив не можеме да добиеме градежно одобрение за оваа брана. Видлив проект кој ќе почне со реализација во текот на наредниот период е изградбата на детската градинка во населбата Сењак, со капацитет за 200 деца. Владата деновиве треба да ја донесе одлуката со која што Штип од Бирото за рамномерен регионален развој ќе добие 16 милиони, а останатите 20 милиони денари ќе се обезбедат од буџетот. По својот отчет Бочварски потенцираше дека деновиве стартуваше и изградбата на платформата кај трговскиот центар, со што се добиваат и дополнителни 50 паркинг места. Дополнително сакам да најавам дека доколку се појави потреба ќе ја градиме и другата платформа која што е некаде пред спортско-рекреативниот центар Джексон. И за таа платформа можеме да издадеме брзо градежно одобрение, бидејќи тој дел од градот исто така ќе се создадат потреби за паркирање, бидејќи имаме нови стамбени комплекси таму. Во својот отчет Бочварски забележа дека веќе е донесена одлуката за решението за сообраќајниот режим низ централното градско подрачје, со што во тек е и ревизија на проектот за изградба на тротоарите на реката Отиња, а при тој се внимава и на зеленилото. Потегот е од мостот кај црквата Свети Никола до мостот кај судот во Штип. На тој потек двете улици кои што се паралелно со потечењето на реката Отиња ќе имаат за 100% зголемен проток, што значи улицата од едната страна на реката Отиња ќе има исто така еднонасочен сообраќај, но со две проточни ленти. Едната лента моментално е зафатена со паркиралишта, но паркиралиштата ќе бидат поместени на тротоарите, а двете ленти ќе бидат за сообраќај во едниот правец. Од другата страна, покрај плоштадот кон црквата Свети Никола ќе се движат во другиот правец возилата, исто така со две проточни ленти. Мостот на реката Брегалница, кој е дел од новата обиколница од населбата Сењак до булеварот Гоце Делчев, ќе се постави и деновиве, а во меѓувреме се работи и на втората фаза за изградба на сообраќајница и кружен тек на булеварот кај поранешна Алумина. Бочварски во отчетот ги пофали и двете јавни претпријатија, кои во изминатите 6 месеци работеле домаќински. Само ИСР заштедил 3 милиони 700 илјади денари. Преку МАПА беа представени и реконструкциите и изградбата на нови улици, тротоари, водоводни и канализациони мрежи. Забележа дека во изминатиот период Штип беше град на неколку централни манифестации во земјава, а за граѓаните на почетокот на годината имаше и намалување на цената на водата за 5%.